Лица со фантомки се обидоа да го вжештат вчерашниот протест организиран од групата граѓани Млади за Македонија, но безуспешно. Со камења и пиротехнички средства фрлала кон полицискиот кордон со цел да исценираат инциденти, но завршија со лисици на рацете. Полицијата синоќа, откако заврши протестот пред собранието, привела 9 лица, а при претрес кај нив биле најдени пиротехнички средства, боксирач, скалпел, пиротехнички средства и други предмети. Во текот на вчерашниот јавен собир во Скопје, пред зградата на собранието, околу 21:40 часот, повеќе лица со маски, фантомки, почнаа со фрлање на камења кон полицискиот кордон, но веднаш потоа се повлекоа во правец кон Жена парк. При преземање на мерки и активности за одржување на јавниот ред и мир и извршен преглед кај повеќе лица на неколку локации во центарот на Скопје, приведени се 9 лица, кај кои се пронајдени пиротехнички средства, боксирач, скалпер, фантомки, заштитни маски со филтер и други предмети. МВР најави дека против лицата ќе бидат поднесени соодветни пријави. Протестот го организираше студентското движење Млади за Македонија, од каде неколку пати одбината апелираа до демонстрантите да не ја напаѓаат полицијата. Организаторот и претходно се огради од повиците за насилство кои ги преплавија социјалните мрежи, но и од лицата со фантомки. Кружат информации дека на денешниот протест ќе има инфилтрирани провокатори со фантомки, кои има за цел да ја нападнат полицијата и да предизвикаат немири. Со тој да нанесат штета на одбраната на името. Ве повикуваме сите вие, на секој некој има фантомка, да му отстраниме фантомката и истото лице да го предадете на полицијата. Полицајците се наши браќа кои го даваат животот за нашата татковина Македонија. По никоја цена не сме да се дозволи напади на полицијата, а ние се оградуваме од секаков вид на насилство. И навивачката група Комети пред протестот се огради од лицата со фантомки, како и од лицата кои веат туѓо знаме. Тие се заканија само кон новинарите, како што ги нарекоа платеници кои сакале да ги оцрнат, на кои им порача и по вас ке дојдеме. Инаку, освен малите инциденти, протестот помина мирно без посериозни нарушувања на јавниот ред и мир. Демонстрантите порачаа никогаш Северна, секогаш Македонија. Кажаа не за промена на уставното име, за промена на уставот и не за референдумот.